Цената на дизелот да остане непроменета, а бензините да поевтинат за 2,5 денари. Се очекувањата на владата дека ќе биде одлуката што утре ќе ја донесат регулаторите, откако денеска на вонредна седница се донесоа новите мерки, односно намалувањето на акцизата на горивата од 4 денари и продолжениот попуст од 3 денари до крајот на месецот кој го дава ОКТА. До крајот на април останува и ДДВ-то од 10% на горивата, па според премиерот Мицкоски, овие мерки би требало да го амортизираат очекуваниот скок на цените. Доколку не се случеше ова намалување на акцизата, тогаш литар дизел ќе беше отприлика 102 денари, можеби над 102 денари, така велат нашите калкулации, бидејќи берзата се затвори во четврток поради великденските празници и ќе се рестартира во вторник. А безоловниот 95 и 98 октански ќе беше поголем за 1,5 до 2 денара. Со ова намалување, исто така, ние имаме практично цена која што ќе биде минусирани 4 денари кај дизелот за литар, односно 2 денари кај безоловниот 95 и 98 октански. Од почетокот на кризата зголемена е потрошувачката на гориво и од страна на странски државјани, кои точат на бензинските пумпи во земјава во близина на граничните премини, покажале владините анализи. Премиерот Мицкоски вели дека се трошат до 2 милиони литри дневно, но во моментов нема потреба од интервенции. Моменталните цени на горивото ги привлекуваат граѓаните од Србија, Грција и Албанија да точат во земјава. Опасно според компаниите, од недостаток за сега нема, па затоа нема ни да има ограничување за странците. Што се однесува до прехрамбените производи, освен укинувањето на ДДВ-то кај основните прехрамбени производи, се разгледува и опцијата за ограничувањето на маржите, затоа што очекувањата се дека инфлацијата за март од сегашните 2,9% ќе се искачи меѓу 4 и 5%. Според анализите, премиерот вели дека ваквите мерки би го чинеле буџет од десетици милиони евра, што може да го продлабочи буџетскиот дефицит. Повеќе опции се во игра, па дури и кредит влада со влада, но овој пат нема да биде со Унгарија, вели премиерот. Ако го зголеме буџетскиот дефицит, тогаш да, ќе бараме пари за да го покриеме тој буџетски дефицит. Во разговори со македонските банки, но и во разговори со нашите партнери во меѓународната заедница, ние имаме опции од каде да ги обезбедиме тие пари и имаме опции да ги обезбедиме парите по пристојни заложувања. Затоа не случајно го кажав ова, дека некои држави во регионот веќе имаат негативни изгледи во нивниот кредитен рейтинг од страна некои од агенциите, додека кај нас е стабилен или позитивен. Војниот конфликт, кој е катализатор на кризните состојби глобално и ги разбранува берзите, се очекува да потрае подолго од предвиденото, а владините очекувања се дека пред нас предстои тешка година.